Вештачката интелигенција бележи голем напредок во последниве години. Апликациите кои се резултат на вештачката интелигенција можат за неколку секунди да завршат задачи што ние со нашата ефикасност веројатно не би можеле да ги направиме за толку кратко време. Време е за најновата приказна. Како матурант во 2017 година, Петар Пешев ја добива веста дека е примен на престижниот универзитет Браун во Соединетите Американски држави, а му била потребна една недела за да поверува дека тоа е вистина. Неговата првична реакција не е за изненадување, имајќи го предвид фактот дека на овој универзитет, кој е седмата најстара високообразовна институција во САД, годишно се запишуваат неверојатно мал дел од вкупно пријавените кандидати. Конкуренцијата и за таа академска година на Браун била огромна, а Пешев бил дел од само 8,3% од кандидатите кои ја поминале многу строгата селекција на универзитетот. Додека студирав математика и компјутерски науки на Универзитетот Браун, 2 семестри работев како демонстратор на предметот длабоко учење, а во вториот семестар бев одговорен за припрема на презентацијските материјали што професорот потоа ги користеше на предавања. Поточно, јас ги припремав материјалите околу така наречените трансформер модели, што во тоа време беа нови и ретко се предава, но денес се станати многу популарни затоа што се основата за големите јазични модели, како што е ChatGPT. По дипломирањето работел 3 години во Мета, поранешен Facebook. Сите негови искуства од САД одлучил да ги донесе во земјава. Тоа е за восхит и сосема во спротивност на постојаниот одлив на млади образовни кадри. Како прво морам да нагласам дека за студиите на Браун јас бев добитник на државната стипендија, која покри голем дел од трошоците и школарината, а ме задолжи по 3 години работење во САД да се вратам во Македонија. Второ, морам да потенцирам дека јас потекнувам од едно семејство кое е добро поставено материјално, што ми овозможи да знам дека кога ќе се вратам, нема да налетам на некои лоши животни услови. За жал, многумина што се иселуваат од државата ја немаат таа привилегија. Напротив, често се очекува од нив да заработат доволно финансиски за да можат да си ги поддржат своите семејства. Но сепак, јас уште кога ја прифатив стипендијата, имав намера да се вратам во Македонија, затоа што чувствувам должност кон државата која ме израсна и образова. Сегогаш сум имал чувство дека имам повеќе што да понудам на ова општество тука од колку тие надвор. Откако се вратил, се вработува како програмер во фирма чија половина собственост припаѓа на неговите родители, во момент кога технолошки светот, вклучително и бизнисите, се наоѓаат пред историски момент. Сите гледаат како вештачката интелигенција ќе го преобликува начинот на кој функционираат бизнисите. Вештачката интелигенција ќе има најголемо влијание на сите работи кои што се вршат претежно дигитално. Во тоа спаѓаат сите професии кои што се сведуваат на генерирање на текстови и табели, како новинарството, програмирањето, маркетингот, сметководството и слични. Исто така ќе бидат погодени дигиталните уметници кои работат комерцијално, како на пример за реклами. И во тоа спаѓаат и визуелните уметници и музичарите. Меѓутоа, клучно прашање за бизнисите ќе биде дали тие ќе ги искористат алатите за вештачка интелигенција како поддршка за постоечките стручни кадри или во потрага по поголем профит како целосна замена за нив. А дали ова промена што одредени бизнис сектори или професии посебно би ги погодила? Има ли причини луѓето да стравуваат? За да не стравуваме, треба да бидеме мудри. Со тоа сакам да кажам дека со мудри политички регулативи кои ќе ги заштитат правата на работниците, кои се под ризик да бидат заменети, не би имале од што да се плашиме. Постои сериозен ризик да бизнисите во име на профитот се обидат што е можно повеќе луѓе да заменат со вештачка интелигенција. Технолошкиот развој и автоматизацијата на работните процеси се според мене дел од една неминовна историска тенденција, но тоа не значи дека таа тенденција мора да има негативно влијание на општеството. Сепак живееме во
општество за луѓе, не за машини, и затоа, според мене, политиката треба да ја регулира таа транзиција кон автоматизација во име на работниците. Како да се позиционира македонската економија за да фати приклучок со најновите случувања? За жал, во Македонија најверојатно нема да бидеме ни подеднакво, ни повеќе спремни од останатиот свет за промените. А за жал, и во останатиот свет се уште не постојат адекватни закони кои треба да ги заштитат правата на работниците од овие ризици. Затоа, не треба да чекаме и да ги примениме законите кои што други држави ќе ги применат, туку треба да бидеме проактивни, да размислуваме ние за тие регулативи, за да ги заштитиме работниците и да бидеме пример за другите држави. А како да научиме да пловиме во светот на вештачката интелигенција и како да се заштитиме во иднина? На местата каде што се најкорисни, верувам дека алатите со вештачка интелигенција ќе се користат се повеќе и повеќе, па затоа не е потребна интервенција во таа насока. Но да ги превенираме масовните отпуштања, потребни се регулативи околу автоматизацијата и замената на работници со вештачка интелигенција, како и гаранции за обуки и реквалификација на тие работници за користење вештачка интелигенција. Ако не се спроведат тие мерки, се надевам дека синдикатите на тие работници кои што се под најголем ризик ќе успеат да се изборат за договори со бизнисите околу тие рамки. Го мотивира сознанието дека може да придонесе за подобрување на постоечките системи во државава, со тоа што ќе има позитивно влијание врз секојдневното искуство на секој граѓанин во земјава. Еве која е неговата визија за иднината. Додека живеев во САД, ме инспирираше тоа што апликациите за такси сервиси, како Uber, поддржува автоматско преведување. Тоа им овозможуваше на возачите кои воопшто не зборуваа англиски да може да се разберат со своите патници. Модерните модели на вештачка интелигенција овозможуваат досега најпрецизно машинско преведување на помалку застапени јазици, како македонскиот, албанскиот и сите други јазици кои што се зборуваат во Македонија. Би сакал да ги применеме тие технологии во државните и приватните институции, да ги намалиме комуникацијските бариери при користење на услуги. Во областа на дигитализација, модерните модели овозможуваат најпрецизно дигитализирање на хартиени, скенирани документи и треба така да ги искористиме. Но пред се, мораме да воведеме заштита за работниците, за да секое работно место може да искористи моќта на алати со вештачка интелигенција без уплав од губење на работа. А за постоечките работници да бидат обучени со знаење за како најефикасно да ги користат истите алати. Напредокот и развојот на вештачката интелигенција значително влијае на развојот и трансформацијата на сите индустрии. Технологијата ќе влијае на сите сектори, вклучувајќи ги програмерите и целиот IT сектор. Со помош на вештачката интелигенција се автоматизираат некои рутински задачи, се подобрува анализата на податоци, што придонесува за подобро и поинформирано носење на одлуки. Секако вештачката интелигенција менува динамиката во секојдневните задачи. Порано се сметаше дека вештачката интелигенција е за одредена група на луѓе, и така беше наменета за одредена група на луѓе, научници, кои што работеа со неа, но веќе се допушти да вештачката интелигенција се користи во секојдневниот живот, да допре до секој човек, да ја користи како алатка и да може да ни помага во секојдневната работа. Голема е веројатноста дека многу работни места ќе исчезнат од пазарот на труд, други ќе се изменат и ќе ги инкорпорираат придобивките од вештачката интелигенција, но не е се така црно, бидејќи од технолошкиот развој произлегуваат нови професии. Некој треба да ги храни со податоци, да ги програмира и тренира тие машини, што значи дека допрва ќе има потреба од специјалисти за вештачка интелигенција и машинско учење. Веќе од неодамна, ние како еден од најголемите регионални тренинг центри ги обучуваме луѓето за тоа како треба да ја прифатат вештачката интелигенција или поточно со револуцијата на генеративната вештачка
интелигенција, ние ги добивме овие алатки на дофат на рак. А ако претходно тоа беше за една привилегирана група, денеска вештачката интелигенција е демократизирана, како што знаеме да кажеме, така што навистина секој од нас во рамки на секојдневието, дали е тоа во компанијата или надвор од неа, може да ги користи овие алатки. Така Copilot дефинитивно, да речеме, како едно решение на Microsoft ја менува, комплетно ја трансформира работата на било кој корисник. Например, ако ние знаеме дека во Word или Word го користиме за да пишуваме текст, сега со помош на Copilot ние сме рецензенти на тој текст. Copilot може да се референцира на претходно подготвен документ и да изгенерира нов текст. Она што е многу битно е што Copilot и самото име, нели, доволно кажува, е некој кој ни помага во работата. Ние сме тие кои одлучуваме. Или велиме human is always in the loop, човекот е секогаш во процесот на одлучување и дефинитивно гледаме една поголема продуктивност и ефикасност од страна на вработените, но и генерално во секојдневието. Многу побрзо доаѓаме до резултати. Ако претходно пребарувавме низ добро познатите пребарувачи, сега добиваме директни одговори и при тоа добиваме и референци за тоа од каде овие алатки како Copilot ги нашле одговорите. Па можеме и да ги провериме. Голема придобивка на вештачката интелигенција е тоа што во голема мера, значи драстично ја зголемува продуктивноста на луѓето кои што работат во определени процеси. Било тоа да е медицината, било тоа да е, како што кажавте, земјоделството, овозможува многу попрецизно, многу поточно и многу понавременно да се обават процесите. Во медицината овозможува побрза диагностика. Наместо еден доктор да прегледува снимки, да речеме, цел ден, со помош на вештачка интелигенција ќе му се овозможи на докторот да таргетира само специфични места кои што се сомнителни или да се направи автоматска диагностика. Кај земјоделството една, би кажал, според мене главна придобивка е таргетирано целење на растенијата со хербициди, таргетирано вадење таму каде што треба, со што се заштедува, имаше некои публикации, до 90% вода и до 90% хербициди. Класичниот начин е пуштаме хербицид на целото поле. Овој начин, прецизното земјоделство, што е овозможено со помош на алгоритми од вештачка интелигенција, овозможува специјално таргетирање само на оние штетни растенија, со што добиваме поздрава храна. Помалку отрови се прскаат на полето и помалку се загадува почвата. Тоа е огромна придобивка. Па ја мислам дека сме сведоци на револуција, посебно ако се гледа во еден голем размер, временски размер, од стотици, да кажем, илјадници години, јасно ќе биде дека во овие моменти ние сме сведоци на таква една револуција. Работите нема преку нож да се сменат, ама во некој догледен период, 10-15 години, веќе многу работи ќе бидат променети. Се чини дека работните места во производството се први на удар. Зголемувањето на продуктивноста автоматски значи дека ќе требаат помалку луѓе за определена професија. Првата реакција на луѓето е дека се плашат и нормално дека се плашат, таква е природата на човекот, да се брани, да се штити од непознато, од нешто ново. Чисто би сакал да им кажам на гледачите дека се ќе биде во ред, ќе биде различно, меѓутоа се ќе биде во ред. Исто така како ги анализираме претходните вакви иновацијски циклуси, важно е да се каже дека нели еден тип на работни позиции се отвараат, меѓутоа нов и многу повеќе се отвараат и квалитетот на живот пред и после тој иновацијски циклус е подобар. И трето многу важно е дека оние луѓе кои ќе бидат меѓу првите кои ќе почнат да се адаптираат на новото утро, односно да се прилагодуваат, да учат вештачка интелигенција, ќе бидат луѓе кои први ќе ги зграпчат овие нови можности. Роботите со вештачка интелигенција стануваат се пософистицирани и би можеле да ги заменат луѓето на работните места на склопување, како и на други повторливи производствени работи. Факт е дека на пазарот на труд ќе се случат неизбежни промени. Зошто нема да не замени? Затоа што сепак ние бевме во
Нашиот тим беше во процесот на креација на тој процес, како, така што ги знаевме бизнис процесите, точно знаеме што ни е потребно, дефинираме битни, клучни моменти, за да му нагласиме на Copilot што е она што очекуваме од него и се разбира, натаму техничката експертиза или доменското знаење е исто така многу битно, затоа што знаеме дека овие модели не се секогаш точни. Ќе значи губење на работни места, во смисла дека некои работни позиции ќе станат непотребни, нови работни позиции ќе бидат создадени како и секогаш. Наместо да се плашиме вештачка интелигенција, треба да се припремиме за вештачка интелигенција. Таа е тука, ќе биде тука. Ако забраниме развој на вештачка интелигенција во една држава, друга држава ќе напредува многу повеќе во тој развој, ќе ги привлече сите научници кај нив и ќе се развиваат уште. Едно нешто што може да се направи е овозможување на брза преквалификација во помодерни или по-современни професии. Ако некоја професија биде загрозена од вештачка интелигенција, тогаш луѓето може да се преквалификуваат во некоја друга професија. Третото е, нели, економска мерка, доколку користиш вештачка интелигенција во фабриката или во производството, тогаш ќе плаќаш поголеми даноци отколку доколку вработуваш луѓе. Значи субвенционираш вработување на луѓе, намалување на работната недела. Ако некоја работа не мора да се работи 5 дена, ќе работиме 2 дена, па ќе имаме 5 дена викенд. Со порастот на самостојните возила, работните места како што се возачи, доставувачи, таксисти и возачи на камиони може да бидат погодени. Може да бидат заменети и работните места во малопродажбата. Чет-ботови со вештачка интелигенција и автоматизирани системи за наплата може да ја намалат потребата од човечки касиери и представници за услуги на клиентите во продавниците на мало. Значи, сите работни места по фабрики, таму каде што се работи на производна вента, тие се загрозени од поодамна, па сега тоа ќе се интензивира, но ќе бидат загрозени и многу такви работни места, што ги викаат за бели крагни, значи канцелариски работи. Најзагрозени и први ќе бидат заменети оние кои што работат едноставни повторливи операции. Доека многу други професии нема да бидат засегнати. Секаде каде што има жив контакт помеѓу луѓе, тоа и понатаму ќе остане неопходно. Вештачката интелигенција може да автоматизира задачи како што се внесување податоци, распоред, основна поддршка на клиентите, потенцијално намалувајќи ја потребата од административни работници. Пазарот на труд ќе се модифицира. Вработените ќе треба да учат нови вештини. Една од поважните цели на организацијата, нашите организации или оние кои работат под брендот на Бренстер е да бидеме сигурни дека произведуваме кадар, произведуваме таленти кои моментално се бараат на пазарот на труд и ќе се бараат во наредните неколку години. Сега, поради тоа, една од поважните активности е постојано да ги следиме тие технолошки трендови или тие така наречени иновацијски циклуси со цел да можеме да откриеме што е тоа што ќе биде потребно на пазарот на труд не сега, него во наредните години, па врз основа на тоа, нели, да направиме промени на програмите, меѓутоа не само на програмите, туку и на процесите, на методологиите на работа со цел, нели, пак да се исполниме онаа цел да создадеме кадри што ќе се бараат на пазарот на труд. Најдобрите работници нема да ја изгубат работата. Тоа што фирмите го прават ги праќаат на преквалификација. И особено да се научат луѓето како да користат вештачка интелигенција на своите работни места. Значи, тоа се зголемува продуктивноста, а не нужно тоа значи намалување на пазарот, напротив, за некои работи ќе биде зголемување на пазарот, зголемување на таа потреба и без разлика што има, например, дури и за програмирањето помош при програмирањето, тоа не значи дека ќе нема потреба од конкретно од програмери. Напротив, барањата кои се поставуваат пред програмерите ќе бидат се поголеми и фактички ќе има уште повеќе работа. Во 20-тиот век со појавата на автомобили, авиони, со појавата на компјутери, во
овој век, на почетокот на овој век со појавата на интернет, пред тој иновацијски циклус и после тој иновацијски циклус, вештините потребни на пазарот на труд и работните позиции се многу се менуваат. Меѓутоа едни згаснуваат, едни помалку се бараат, меѓутоа нови и вештини и работни позиции се отвара. Да речеме, такви работни позиции во наредните 1, 2, 5 или повеќе години ќе бидат, не знам, AI имплементатори, AI програмери, луѓе од маркетинг дизајн кои имаат многу големо познавање на вештачка интелигенција, луѓе со вештини за да речеме модерно производство, роботика, AI консултанти се вештини кои очекуваме во наредните 1, 2 и повеќе години да се бараат и да се бараат од компаниите. Младите веќе ги препознаваат потребите и креираат апликации. Една од нив е апликацијата за математика Умниверзум. Главната улога, односно заслугите за овој продукт се на нашите студенти, бидејќи го изработија група на студенти од Бринстен факултетот, од Бринстен академиите и нивните професори, така да наша улога беше многу мала, ние го идентификувавме проблемот. Нашата улога исто така да ја овозможиме оваа апликација да биде бесплатна за користење за сите средношколци во државата, меѓутоа тоа е полесниот дел, потешкиот дел да се создаде таа апликација, така да тој дел припаѓа на заслугите припаѓаат на нашите студенти. Сега, што е Умниверзум? Значи, Умниверзум е тутор по математика, помага на средношколците да станат подобри во математика преку 1 на 1 менторинг. Од голема важност е обезбедувањето сигурни, стабилни и чисти извори на струја, бидејќи работата со напредни алатки бара значително поголеми енергетски капацитети во споредба со обичните софтверски решенија. Тим на истражувачи анализирал кои професии се особено изложени на ризик од вештачката интелигенција. Машините веќе поседуваат рачна умешност и физичка сила, но она што е изненадувачки е дека се и свесни за проблеми, бидејќи препознаваат кога нешто не оди според планот. Она што им недостига на машините е оригиналност, координација или способност за решавање проблеми. Врз основа на ваквото сознание, истражувачите пресметале индекс на ризик за автоматизација за секое занимање. Исто така вештачката интелигенција наоѓа голема примена во откривање на грешки во финансии, што е многу попрецизен од дата аналитичарите. А со сите овие појави што ги напоменав, дојде и до појава на нова работна сила. Не би кажал дека е нова, туку едноставно луѓето мора да се адаптираат на новите промени и да добијат, мора да се едуцираат со нови вештини за да бидат конкурентни на пазарот. Дека преку ноќ ќе не замени вештачката интелигенција, не, тука сме заедно да ја контролираме неа. Вештачката интелигенција е една од најактуелните теми која што прави многу промени во сите сфери, а прави вклучително и промени и на пазарот на труд. Па би сакала од тука да го почнеме нашиот разговор денес во приказна. Колку вештачката интелигенција го менува пазарот на труд? Така. Вештачката интелигенција е една нова револуција во индустријата која што се создава и таа ќе има свое влијание врз пазарот на труд и тоа е неоспорно. Сега гледаме како полека пенетрира вештачката интелигенција во секојдневниот живот, меѓутоа брзината со која што ќе го направи тоа ќе биде многу поголема од претходните индустријски револуции кои што ни си има случајно. Така што влијанието ќе биде големо, неблагодарно е да се прогнозира во однос на која работна сила ќе го има најголемото влијание, меѓутоа дефинитивно во голем број од задачите кои што денеска ги имаат нашата работна сила, повеќе мислам на канцелариските работи, ќе почувствуваат одредени влијанија на вештачката интелигенција кои што ќе се однесуваат на зголемување на продуктивноста, ефикасноста, која што од друга страна може да доведе до суфицит на одредена работна сила во рамките на тој процес. Ама тоа не е ништо ново, според мене.
ако се сетиме пред 15 на 20 па и 30 години, ако во секоја канцеларија имаше дактилографи, денеска воопшто ги немаме. Значи, алатката како компјутерот која што дојде и ги замени комплетно таа работна сила, ќе дојде моменти кога вештачката интелигенција ќе го направи своето влијание и комплетно ќе истисне одредени работни позиции, а одредени ќе ги направи многу поефикасни и многу покреативни. А верувам и ќе создаде нови работни позиции, бидејќи Апсолутно, тоа веќе го прави вештачката интелигенција. Значи, во многу домени се отвараат огромни потенцијали за отварање на нови маркети, за отварање на нови профитни стримови, како што ги нарекуваме ние. И тоа влијание ќе го видиме многу скоро. Можете од нула да започнете бизнис со помош на вештачката интелигенција и рапидно да растете. Тоа е неоспорен факт, ќе го имаме, меѓутоа, за да го направиме тоа, ќе треба да ја прифатиме соодветната алатка, бидејќи вештачката интелигенција денеска е само една нова алатка, на која што ќе треба да се навикнеме да ја користиме и правилно да ја употребуваме, за да ја искористиме за одредени цели кои што ќе сакаме да ги постигнеме. Би сакала да споменам некои од професиите кај кои што веќе се чувствуваат благодетите, во смисла, например, има многу земји, ќе го споменам Сингапур, каде што полицијата, особено оние криминални активности, ги контролира со помош на роботи. Исто така, во рамките на медицината гледаме почеста употреба на роботите во области каде што до сега човечкиот фактор беше значен. Ова не значи секако дека човечкиот фактор ќе биде исфрлен. Така, таму каде што социјалната компонента постои, односно битна е комуникацијата помеѓу луѓето, таму влијанието ќе биде релативно помало. Меѓутоа, таму каде што немаме социјална компонента, дефинитивно вештачката интелигенција ќе си го направи своето. Ги спомнавте докторите, медицината. Да, дефинитивно. Една кратка споредба ќе направам. Дали би сакале одлуката околу вашата диагноза или начинот на лекување да ја донесе доктор, кој што во просек има 80% точност, или сакате тоа да го направи вештачка интелигенција која што во просек има 98% точност. И сега тоа доаѓате до одредена дилема, што ќе одлучите, ќе речете сакам докторот да ја искористи вештачката интелигенција и да проба тоа да ми го објасни. И токму тоа ќе ни се случува и токму тоа веќе се случува во многу дејности. Таму каде што човечката компонента, односно социјалната компонента не игра улога, таму дефинитивно тие задачи, односно тие процеси целосно ќе бидат автоматизирани или целосно ќе бидат исполнети од страна на алатки кои што ќе се базираат на таа вештачка интелигенција. Спомнавте тука мониторинг со роботи и така натаму, дефинитивно, меѓутоа и во многу други дејности, па ќе речам сега веќе многу повидливо во рамките на канцелариските задачи, вештачката интелигенција ќе одигра својата улога. Колку тоа ќе биде добро, бидејќи имам впечаток дека сите ние како луѓе сме исплашени дека можеби роботот ќе ни ја земе нашата работа или вештачката интелигенција ќе го превземе она во кое што ние се чувствуваме како коматни дека го знаеме. Таа дилема од секогаш ќе постои, тој вид на страв постои со секоја нова технологија која што ќе доаѓа. Меѓутоа, мојата порака е дека мораме да прифатиме технологијата. Тој развој на технологијата не можеме да го истиснеме и не треба да го истиснеме, туку едноставно треба да го прифатиме и дека треба да се менуваме. Знам дека тешко е да се менуваме, затоа што промените се случуваат побрзо од времето кое што го имаме ние да се приспособиме на соодветната технологија, меѓутоа тоа е тоа и ќе мораме да го прифатиме како такво. Се разбира, денес младите можат многу повеќе да научат и затоа треба тоа да го ставиме во рамките на целиот тој образовен процес, каде што ќе ги навикнеме дека нема ништо кое што е константно. Се мора да се менува, се мора да тече. Така што едни задачи
што сме ги вршеле, треба да заборавиме на нив, ќе треба да продолжиме со други задачи кои што ќе се отворат како нови задачи во рамките на тој процес, особено кои што ќе се однесуваат понатаму во рамките на таа креативност. Затоа што фактографското знаење кое што ќе го добиеме од вештачката интелигенција или процесите кои што целосно ќе може да се автоматизираат, нема да бидат веќе од интерес за да ги сработат луѓе, ќе бидат од интерес за, соодветните алатки кои што ќе ги користиме. Меѓутоа, креативноста на луѓето кои што ќе можат да додадат над знаењето на вештачката интелигенција или она што ќе може како задача да го сработи вештачка интелигенција, ќе биде тој простор за подобрување, односно простор за перфекционизам кој што ние го бараме секогаш. Јас би се надоврзала на ова со образованието, особено ми е интересно. Колку брзо ќе можеме тоа да го правиме, бидејќи ќе бидеме исправени пред предизвикот вештачката интелигенција побрзо да собира податоци од нас луѓето кои што ако не ни се потребни ги забораваме или не ги користиме. Како образованието ќе се прилагоди на тие примени и како да го стимулираме образованието повеќе да се насочи кон развивање на креативноста наспроти кон собирањето на, како што по географија учевме колку овци имало во Австралија. Сега тие податоци се лесно достапни благодарение на овие алатки. Така, значи, тоа е процес низ кој што треба да поминеме и кој што ќе треба да го прилагодиме новиот начин на образование на конкретните и моменталните трендови кои што ги имаме. Она што е најбитно е дека вештачката интелигенција нас ни е алатка. Дури сега ние во рамките на нашиот факултет на Финки, веќе во рамките на студиските програми почнуваме да ги користиме овие алатки со цел да го подобриме процесот и да го направиме тој процес поефикасен на учење. И зошто го правиме тоа? Како што рековте, фактите не треба да ги знаеме, меѓутоа треба да станеме експерти во дадена област. Затоа што вештачката интелигенција, денеска генеративните модели, како што ги нарекуваме ние, генерираат некаква содржина, меѓутоа ако не ја познавате област или ако не сте конкретен експерт од областа, вие не можете да процените во рамките на квалитетот на таа содржина која што ќе биде генерирана. Не знаете дали имаме одредени халуцинации во рамките на содржината која што е креирана или нема. Меѓутоа, ако доволно ја познавате областа, тогаш работата која што вие ќе треба да ја доработите ќе биде само оној креативниот дел. Целиот останат дел кој што требало да го сработите, а вие мачно да го направите, бидејќи го правите по илјадити пат, ќе биде веќе завршен од вашата алатка. Значи, вие ќе треба да го дадете токму тоа многу мало делче, за да оставите впечаток и да го дадете својот допринос, вашата експертиза, за тоа да биде максимално добро кое што ќе го направите. Всушност, вештачката интелигенција ќе ни го ослободи времето кое што во моментов ни е заробено на некој начин. Апсолутно. Апсолутно се согласувам. Замислете, моментално за да направиме ни предавање на факултет, дизајнот кој што се обидуваме да го направиме или да го доловиме, иако не сме ние дизајнери, туку сакаме да имаме само една елегантна, убава презентација, трошиме определено време на него. Денеска многу лесно можам да побарам од соодветни модели да изгенерираат некаков дизајн на мојата презентација. Па уште повеќе дури да ми направат некаква содржина која што ќе сакам да ги вметнам моите знаења, односно знаењата за кои што се наменети за студентите за соодветно ниво. И само со неколку кореспонденции кои што ќе ги имам со еден таков модел кој што веќе го има знаењето, може многу лесно да добијам содржина која што понатаму модификувањето ќе значи само додавање на таа експертиза која што е многу значајна да ја видат студентите. Воспротивно, ќе можеме да користиме само моделите за да го сервираме знаењето на студентите. Меѓутоа, нашиот допринос е тоа многу мало делче кое што ќе не раздвои, односно ќе го направи гепот помеѓу нас и вештачката интелигенција. Се чини дека во иднина сите ние ќе имаме, да ги наречам, некои мали наши клонови или асистенти кои што ќе ни помагаат да бидеме уште подобри, креативно, во она што го работиме. Се согласувам. Стануваме на Сабајле, моментално имаме 3-4 календари каде што ни се синхронизираат тие. Настаните ги имаме насекаде, па се обидуваме да ги поврземе сите тие календари, да дојде на едно место се, да не забораваме да не пропуштиме одреден состанок. Замислете се до вас да имате цело време некаков персонален асистент кој што дел од тие работи, дел од таа енергија која што ја трошите на таквите непродуктивни задачи, да ја предадете целосно.
и вие да се посветите на делот каде што навистина можете да го даете својот најголем допринос. За мене тоа е една голема победа, би ја нарекол, затоа што наместо да ја потрошам енергијата на непродуктивни работи кои што морам да ги направам секој ден, ќе можам да искористам таа енергија за да бидам креативен. Или во најмала рака ќе го зголемам моето слободно време со мојата фамилија или со моите пријатели. Вие спомнавте на кратко, јас би сакала сега малку повеќе да го спомнеме оној негативен дел, ако не ја контролираме вештачката интелигенција, може да репродуцира грешки. И ние грешиме, но што ќе се случи ако грешките бидат злоупотребени преку вештачката интелигенција од луѓе кои што може да предизвикаат поголеми штети? Така е. Меѓутоа, тоа не е недостаток на вештачката интелигенција и латката како вештачката интелигенција. Тоа е недостаток на нас, луѓето самите. Треба да бидеме многу внимателни. Секоја технологија си носи своји предизвици и треба да имаме соодветно добра регулатива како да го казниме намерното или ненамерната злоупотреба на соодветната алатка. Така што тоа не е недостаток на вештачката интелигенција, тоа е недостаток наш, кој што сакаме да добиеме некаков бенефит, меѓутоа со неправилно или нецелисходно користење на вештачката интелигенција. Веќе се зборува гласно за регулативата поврзана со вештачката интелигенција во повеќе земји. Како стоиме ние, дали веќе се разгледува некоја опција во тој поглед во нашава земја? Значи има одредени трендови, иако мислам дека ние сме премногу мали и сега се уште немаме толково влијание на вештачката интелигенција, затоа што ние сме малку поназад во таа дигитализација целосна и така натаму. Меѓутоа, јас би рекол дека не треба нашиот фокус да биде толку многу кон регулативата за почеток. Да, ни е потребна, меѓутоа можеме да следиме и да го искористиме она што мислиме дека навистина треба да се примени кај нас во нашето општество. Мојата визија е дека ние треба да се фокусираме како да ја искористиме вештачката интелигенција за да направиме попродуктивно, подобро општество од тоа што сме ние денес. Во контекст на овој момент би сакала да додадам еден интересен податок поврзан со едно истражување кое што е направено во последниот период, а е поврзано баш со употребата на мобилната технологија. Резултатите кажуваат дека тоа ги намалило когнитивните способности на луѓето. Што во вакви ситуации, што кога вештачката интелигенција, например, го закочува нашиот развој? Токму заради тоа треба да биде внесено во рамките на еден процес, образовен процес, затоа што да, неправилниот начин на користење на одредена технологија и како може да има влијание. И затоа велам дека е многу подобро, наместо да оставиме стихино да ја користи кој како сака технологијата во целост, не зборувам само за вештачката интелигенција, туку тоа да го вметнеме во образовниот процес, во кој што ќе укажеме кој е правилниот начин на користење на вештачката интелигенција. Значи, одговорот кој што ќе го добиеме од вештачката интелигенција, сега пак ќе одам во насока, бидејќи претпоставам дека сите ги користат овие генеративни модели, ChatGPT, Claude и така натаму. Содржината која што ќе биде генерирана, без разлика каква е, дали е слика, дали е текстуална содржина, не треба да ја прифатиме таква каква што е. Значи, првото нешто кога ќе го добиеме, треба да размислиме дали тоа што е кажано е навистина така, што е тоа што ние сметаме дека треба да се подобри и да почнеме да комуницираме. Само на тој начин ние ќе можеме да ги искористиме предобивките од соодветната технологија, а при тоа нема да бидеме само неми корисници на тоа што вештачката интелигенција ќе го генерира. Така што внесувањето на тоа во рамките на еден образовен процес и што е можно од мала соодветно генерацијски, што е можно помала во рамките на образованието, толку ќе биде подобро. Затоа што ги учиме децата на начин на користење на соодветна алатка. Би сакала да привршам со еден етички момент.
Како ќе го наградуваме оној уметнички, имаше баш дилема помеѓу уметниците како треба да ги прифатиме делата создадени од вештачката интелигенција наспроти делата кои што ги создале луѓето, како да се реши тој момент, сепак вештачката интелигенција користи на некој начин нешто што претходно го создал човекот. Тоа е голема дилема, прво морам да напоменам. Ние имаме прво проблем кај вештачката интелигенција што моделите моментално кои што ги имаме се недоволно транспарентни во однос на податоците кои што се користени за креирање на таа вештачка интелигенција. Во даден момент сите ние сме некакви автори на некакво дело, без разлика дали уметничко дело или научно дело, и при тоа тие дела се користени од страна на соодветни алгоритми за да можат истите да здобијат одредена експертиза во соодветната област. Така што тука сите авторски дела се до некаде загрозени. Меѓутоа со воспоставување на регулатива, отварање на транспарентност, односно зголемување на транспарентноста на тие модели, на кој начин се обучувани, со кои податоци се обучувани, можат да ја подобрат моменталната слика. AI агентите се следниот чекор во генеративната вештачка интелигенција. Истите, овој софтвер или оваа софтверска компонента има можност да ги перцепира деталите за својата околина и самостојно да размислува за следните чекори или да извршува некоја конкретна цел, некоја конкретна акција. Денеска гледаме докаде стаса развојот во автономноста, пример во возилата, автономијата за управување на возила дојде до момент на 4-тото ниво на автономност. Со помош на овие AI агенти возилата управуваат во контролирани услови сами. Во здравството AI агентите веќе помагаат во анализирање на медицински рентген слики. Околу 90% е точноста во однос на диагноза на бронхопнеумонија, околу 80% е точноста во рана диагностика на рак на дојка и тука бенефитите се многу големи. Веќе гледаме дека има потреба од нови професии во однос на безбедноста на вештачката интелигенција. Најбитен момент ќе биде дообуката за постоечките кадри, се со цел контрола и одржување на овие нови технологии како што е вештачката интелигенција. Се погласно се зборува дека вештачката интелигенција може да ги замени луѓето во некои креативни работи. Но, дали е баш така? Според индексот на ризик, работните места на инженерите, пилотите, контролорите на летање и повеќето медицински професии се безбедни. Исклучок се специјалистите по радиологија. Тие се веќе во средината, бидејќи вештачката интелигенција може да заврши дел од работата во диагностиката. Веќе постои софтвер развиен од истражувачи од медицинскиот факултет на Стенфорд универзитетот, кој за 90 секунди чита 420 рентген снимки, работа за која на радиологот му требаат во просек 3 часа. Во 11 од 14 случаи, софтверот поставува точна диагноза исто или попрецизно од радиологот. Вештачката интелигенција во доменот на диагностиката и хирургијата зема замав. Генерално, во здравството се смета дека најтешко заменлив ќе биде медицинскиот персонал, кој директно се грижи за пациентите, особено онаму каде е неопходен човечки контакт, како во палијативната нега. Во сите сектори ќе има голем напредок. Кај нас, не знам, например, во земјоделие, ние сега со Финки, со земјоделски факултет, имаме заедничка програма за напредно, така, технолошки напредно земјоделие. Друго во диагностика, во медицина и така натаму, за работи кои што претходно или биле неможни да се откријат, сега ќе се откриваат неколку години порано, со помош на вештачка интелигенција. Други можности во разни уметности, например, по-лесно сега се добиваат илустрации и за работи за кои што ние претходно не сме барали или па не сме биле спремни да платиме илустратор да го направи за нас.
сега може да си убаво да ги илустрираме, да кажем, нашите презентации, други документи и така натаму. Така да се отварат многу можности практично во сите дисциплини. Брзите промени кои ги наметнува вештачката интелигенција ќе влијаат и наметнуваат иновации и во образовните стратегии. Техничките вештини се на прво место секако затоа што мора да бидеме во тек со оваа брза промена на технологијата, меѓутоа на прво место би го ставила критичкото размислување, бидејќи веќе напоменав, немаме 100% точни одговори. И она што нам ни е потребно како луѓе е она што и го поседуваме иницијално, а тоа е критичкото размислување да и го потенцираме во развој на своите меки вештини. Понатаму оној пристап на долговечно учење, long life learning journey, ние сме на тој пат постојано и мора да сватиме дека ваквото учење не подразбира дека ние ќе откриеме сега нови дисциплини или не знам колку тоа ќе не оптерети. Туку едноставно да го сакаме она што го правиме на прво место и ќе треба да се унапредуваме постојано со новиот развој, би рекла, на апликациите кои ги користиме, особено во своето доменско знаење. Паралелно со доменското знаење, секој со она за кое учел и која му е професијата, да ги гради и овие технички знаења. Современите технологии, особено вештачката интелигенција, веќе суштински го менува пазарот на трудот, свесни сме сите, од начинот на работа, преку потребните вештини до отворање на сосема нови професии. Образовниот систем мора да реагира проактивно, бидејќи денешните ученици се веќе утрешни професионалци во дигиталната, автоматизираната и алгоритмизираната економија. Во таа насока, македонскиот образовен систем презема чекори за интегрирање на теми поврзани со вештачката интелигенција, дигиталните вештини, логично размислување и анализа на податоци во наставните програми. Овие процеси се уште во развој, но стратешката насока е јасна. Создавање на генерации подготвени не само да ја користат технологијата, туку и да ја разбираат, да ја креираат, да ја оценуваат. Па ние на Финки сме исклучително брзи. Години постоиме 3 пати ги имаме променето акредитациите, со повеќе или помалку се менуваат тие студиски програми, се трудиме да се приспособиме према потребите на пазарот на трудот, меѓутоа гледајќи на подолга перспектива секако. Во првите години има такви базични предмети кои што не се менуваат толку брзо сепак, меѓутоа во погорните години, посебно во тие изборни предмети, таму имаме слободата и ние иновираме секоја година. И ова ќе бара сериозни залагања на владите во научната дејност, вклучително и на нашата. Потоа треба државата да ја стимулира соработката на индустријата со тие институти и со факултетите, преку така наречени развојно-истражувачки проекти. И тука тоа постои во светот, се вика поквапувачки фондови, каде што 50% е кофинансирање на било какви потреби од стопанството, кога треба нешто да се иновира, да се истражи во тие институти. Од таква една иднина, тогаш ние би можеле да претендираме дека нема да бидеме само корисници на туѓите технолошки решенија, туку дека ќе може нешто да се создава оригинално и ке нас. Промените кои ни ги носи вештачката интелигенција во иднина ќе наметнуваат и нова регулација. Кина веќе има известување за така наречени темни фабрики. Цела фабрика каде што внатре нема ниту еден човек. И нема потреба ни од светло. Со други сензори машините сами работат и произведуваат. Така да во таква една иднина секако дека треба даноците да се сменат, на подруг начин да се плаќа данок. Тие фирми кои што нема да вработуваат луѓе, тие би требало, а сепак имат добивки, големи добивки, тие би требало да плаќаат и повисок данок. И обратно, сите кои што вработуваат конкретни луѓе, таквите фирми па треба да бидат стимулирани тоа да го прават на разни начини.
И во таква една иднина, фактички фирмите повеќе би биваат услужна дејност, меѓутоа се што може да се произведе, ќе биде произведено од машина. Нема веднаш тоа да се случи, бидејќи се развиваат и така наречени коботи. Тоа е робот кој што заедно работи со човек. Тука непосредно еден со друг се надополнуваат. И Македонија во некои области го има достигнато овој развој. Инаку ние го имаме за некои области достигнато тоа ниво на технолошки развој. Значи има во Македонија фирми кои што се безвработени, а остваруваат профити. И меѓу другите тие проточни хидроелектрични централи или соларни централи или ветерници. Значи таму практично безвработен, а тука значи треба ние некои догми од моменталното општествено уредување да ги надминеме. Тоа е дека државата не смее да инвестира во такви некои дејности. Ако државата може да инвестира, тогаш значи целиот модел на данъчниот систем треба да биде малку поинаку поставен. Ако е тешко вработувањето, тогаш треба ние да го направиме што полесно да биде. За да биде полесно вработувањето, треба разликата што се дава меѓу плата и сите други придонеси да биде што помала. Од друга страна и бркањето од работа треба да биде полесно, без разлика што луѓето сакаат да имаат сигурност, но таквите работни места од 9 до 5 со едно вработување па до пензија, тие ќе бидат се поретки, освен во некои регулирани дејности, како што е медицина, образование, судство и така натаму. Кризата во IT индустријата најмногу се забележува преку масовните отпуштања. Најпогодени се програмерите и експертите за анализа на податоци, вештини што до неодамна се сметаа за најбарани на глобално ниво. Сега под влијание на вештачката интелигенција, нивната иднина е под знак прашалник. Вештачката интелигенција ќе ги преземе рутинските задачи за кодирање. Оно што порано беше масовни обуки направање на Word, Excel, PowerPoint што сме ги правеле, и кога ги учевме, нели, да биде дигитално населението, сега дојде како да користиме Copilot во секојдневната работа, односно во секојдневните офис апликации. Така да ги обучуваме како Copilot не е само пишување на промптови и да ви дава одговор, туку како да ги користам да пребара соодветен мейл, што сум зборала со тој клиент, ми даде самари од тој клиент, да ми предвиди календарот кога сум слободна, да ми закаже состанок во она време кое што јас сум слободна да ми предвиди состанок. Пишување на формули во Excel кој што нема потреба да ја познавам формулата, веќе ви генерира соодветна формула. Значи, не е само користење ChatGPT и Copilot како што ги користиме сега познавањето на алатките, туку како и во секојдневните алатки може да имаме нивна примена. Ако вештачката интелигенција превзема поголем дел од програмирањето, програмерите ќе имаат повеќе слобода за иновации. Ова ќе остави повеќе време за развивање на вештини за креативно решавање на проблеми и простор за создавање уникатни решенија. Софистицирани алгоритми за предвидување криминални дејствија и процена на потребата од засилено полициско присуство веќе се развиени и се во употреба. Различни облици на вештачка интелигенција се развиваат паралелно во доменот на спроведувањето на законот, а едно од достигнувањата е полицајката Ела, робот кој во 2020 година стана првиот службеник во полицијата на Нов Зеланд. Време за артикулација. Во Кина патролираат полициски роботи кои се направени од компанијата Logon Technology, а целта е да им помогнат на полицајците и да ги заменат во опасни ситуации. Слично е и во Сингапур. И Дубај има полицаец робот. Овие самостојни роботи можат да се движат по копно и по вода, достигнувајќи брзина до 35 км на час и можат да издржат удари до 4 тони. Опремени се со софистицирана технологија за препознавање лице и камери за откривање неправилности во нивната околина. Можат да повикаат засилување, други роботи или луѓе, но и самите можат да ги фатат криминалците. Британско-канадскиот компјутерски научник и професор Џефри Хинтон, во светот познати како кум на вештачката интелигенција,
гласно предупредува во врска со регулацијата на оружје врз основа на вештачката интелигенција, нагласувајќи ја неопходноста од соочување со потенцијални закани пред тие да ескалираат. Тоа беше се што ви подготвивме во денешново издание на Приказна. Довидување!